Слобода за добавувачите и нарачателите на 167 милиони евра вреден мазут. Барање за одговорност за обвинителското дуо кое не најде криминал. Обвинителите Абази и Коларевич повеќе се занимавале со земање на изјави од некомпетентни лица, наместо да истражуваат сериозно и да обезбедат докази за оваа набавка на мазут скапа 167 милиони евра. Како се отврли сомнежот за криминал во 167 милиони вредната набавка на мазут, ЕСМ крева раце, погрешни луѓе на погрешни прашања давали исказ во обвинителството, а додека Абази Коларевик барале и не нашле пропуст по јавноста и партиите на грна, со критики и барање за оставки. Еве што друго ќе гледате во овие вести. Граѓаните не го чувствуваат поевтинувањето на дел од прехранбените производи, што го спомена министерот за економија Бесар Дурмиши. На хартија има пат на цените на овошето и зеленчукот, но други производи се поскапи. Станува животов за јадење, да купуваме и да колку што може да стигнеме да платиме. Храната е секогаш поскапа и нон-стоп се качува. Неколку часа по враќањето од Пекинг, Трамп го предупреди Тајван да не прогласува независност. Пекинг јасно стави до знаење дека сака позитивен однос, но само ако САД го почитуваат она што Кина го смета за своја црвена линија. Центар Карпош и аеродром со рекордни цени на становите. Очекувањата се дека цените ќе се стабилизираат. Се додека не се изравни понудата и погорувачката, дека нагорниот тренд ќе расте. Понудата сега е многу поголема од минатата година. Додека е само набавувачот и обвинителството се објаснуваат кој какви лица пратил на распит, а кој што прашувал таму, за да падне во вода кривичната пријава за сомнеж за криминал во набавката за мазут вредна 167 милиони евра. Партиите се вклучија со своји критики. ВМРО ДПМН преку Антонио Милошевски посочи дека овој огок не го погледнале ревизорскиот извештај и побара оставка од обвинителите како што велат тандемот Абази Коларевик. Далиборка Демјанска со најновите реакции. Обвинителите Ислам Абази и Катерина Коларевич намерно ги игнорирали извештаите на Државниот завод за ревизија во случајот со набавката на мазут за ТЕЦ Неготино, тврди пратеникот Антонио Милошевски. Според него, при прибирањето на доказите, обвинителите биле селективни, односно повеќе се подпирале на изјави од некомпетентни лица, наместо да обезбедат релевантни докази за набавката на мазут вредна 167 милиони евра. Обвини дека овие обвинители се пристрасни, непрофесионални и имаат лични и семејни врски, како и политички долгови за нивниот кариерен напредок поврзани со ДУИ и СДСМ. Овој јавно обвинителски тандем Абази и Коларевич повеќе е приврзан за нивните ментори Заев, Ахмети и Венко Филипче, отколку што е посветен на владењето на правото и гонењето на организиран криминал и корупција. Со вакви обвинители, осумничените како Васко Ковачевски, Јаховски, Сулковски, Капушевски, Адријан Муча и други, секогаш ќе бидат слободни луѓе, наместо да бидат изведени пред лицето на правдата. Милошевски се повика на наоди на ДЗР од 2024 година, според кои при набавката на мазут бил испорачуван производ од различен добавувач од оној наведен во договорот меѓу ЕСМ, ТЕЦ Неготино и добавувачот. Дополнително, според стручни лица од ЕСМ, мазутот содржал нечистотии што предизвикувале дефекти во мазутната станица на ТЕЦ Неготино и покрај тоа бил склучен анекс на договорот со кој вкупната вредност на набавката достигнала 167 милиони евра. Затоа повторно го повика Советот на јавни обвинители да го испита постапувањето на Абази Коларевич и да утврди дали имало пропусти во истрагата, а доколку постоја докази за неправилности да одговараат пред институциите. Од ОЈОГОГ во вторникот соопштија дека ја запреле постапката за случајот, бидејќи во истрагата која траеше 1 година не било утврдено дека осумничените ги сториле кривичните дела за кои се гонеа. Обвинителката изјави дека не била направена штета, на што реагира од ДСМ. Тврда дека за сведоци
сведоци биле повикани технички лица, а не економски вештаци и дека обвинителката постапила паушално и за да најде изговор за прекин на постапката, неосновано ги искривила доказите на инженерите пратени на барање на обвинителството за да ги образложат од технички аспект механизмите на спроведување на спорната набавка. Како директно оштетена страна, во ниту еден момент не биле повикани официјално да се произнесат врз основа на своите прецизни финансиски анализи за реалната штета поради која и беше почната постапката. Најавија дека ќе ги употребат сите можни законски алатки и ќе се борат за правда и надомест за претрпената финансиска штета. Истрагата се водеше против 13 лица, меѓу кои собственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски, газите на компанијата РКМ Ерџан Сулковски и Радко Капушевски, како и поранешниот директор на СМ Васко Ковачевски. А додека партиите и истражителите не можат да фатат крај со крај на безмалку 170 милиони евра, граѓаните велат не го чувствуваат поевтинувањето на дел од прехранбените производи, што го спомена министерот за економија Бесар Дурмиши, од процент и нешто повеќе. На хартија има пат на цените на овошјето и зеленчукот, но други производи се поскапи. Пазарниот инспекторат проверува и споредува. Казни има, но не и владени мерки за сега. Срген Стојанчов со деталите. Граѓаните очигледно не го чувствуваат поевтинувањето на дел од прехранбените производи, што го спомена министерот за економија Бесар Дурмиши. Тој рече дека според неофицијалните информации што ги добил има одредено намалување кај цените на овошјето и зеленчукот. Анкетираните велат се е скапо. Не е тачно тоа. Не се намалени, цените се големи јаки. Не може големи јаки со цене. Не може народ да се... Никако, нема. Ништо нема намалени. Храната е секогаш поскапа и нон-стоп се качува. Бога ме сега само што дојдов променливо. Не сум забележал, наискрено ви кажам. Не би знаел да ви кажам искрено многу, не пратам многу со цени, ама знам дека е сериозно скапо и тоа. Така да останува животов за јадење, да купуваме и да колку што може да стигнеме да платиме. Според државната статистика, инфлацијата во април била 5,7%, а храната за една година поскапела за 8%. Месото е поскапено за над 13%, а млечните производи и јајцата за скоро 10%. Овошјето е за 8% поскапо од лани, а благо намалување има кај цените на зеленчукот за 1,8%. Во владата најавија дека ќе го следат движењето на цените за да одлучат дали и со какви мерки може да интервенираат. В понеделник пак истекуваат мерките за ограничување на цените на горивата, намаленото ДДВ, акцизата и попустот од ОКТА, иако стигнуваат најави дека овие мерки за горивата може да продолжат. За овошје и зеленчук пари се наоѓаат, но за стан повеќе нема. Цените во Карпош, Центар, Аеродром Вртоглави, платите и пензиите прениски за толкави кредити. Според последните податоци на Катастар има застој во стамбеното градежништво, но да се почека полугодието за да се извлече заклучок. Дали цените на квадратот ќе растат со оглед на поскапените материјали? Тамара Марковска. Во првото тромесечие од годинава пазарот на недвижности бележи пати во делот на продажба и во делот на закупи. Но градежниците сметаат дека треба да се почекаат податоците до средината на годината, за да се каже каков ќе биде трендот. Евидентно е дека оној раст кој го имавме и оној тренд кој го имавме почнува да паѓа. Евидентно е дека куповната моќ се намалува на населението со оглед не само по податоците од Катастар, тоа може да го приметиме и по огласите што ги има во јавноста објавено за купо-продажба на стамбени деловен простор. Можеме да приметиме што не беше пример пред една година две дека одредени стамбени единици се објавени на оглас за продажба многу долго и за изнајмување исто така да јас би сочекал уште наредни 3 месеци за да дадеме конкретен суд, темелен, врз база на анализа што се случува на пазарот на недвижнини и кој ќе биде трендот за понатак. Според последните податоци на Катастар, најскапи се становите во општина Центар, пошто следуваат Карпош и Аеродром. Граѓаните категорични дека со овие плати и пензии е невозможно да се купи стан. За овој простор кај што живееме, мислам е сериозно висок. Не знам како се купува стан од 3000 евра квадрат, искрено. Со редовни примања и плати, се поштено работење. Тешко, не знам како ќе се купува.
Према квалитетот и тоа што се нуди, превисоко е. Имаме премногу слободни станови, а се преголеми цените. За Македонија тоа искрено не е издржливо да 3000 евра за квадрат. Имаме многу поубави солуции за куќи, надвор од градот, едноставно надвор од центарот, пред градијата. Тешка времена иду. Не знам. За нас старе више се знае. Ама за млади што иду, да нешто купе, да направе, ако немају поддршка од фамилија, јако тешко. Зато млади и одлазе ван. Тоа е нереална цена, исто така и банките, каматите што ги даваат се нереално високи, значи ако обично семејство земе од 100.000 евра кредит во банка, треба да врати 190.000 евра, што е лихварство. Во општина Центар евидентна е градежна експанзија, велат градежниците. Но очекувањата се годинава да се изедначат понудата и побарувачката на становите. Се додека не се изравни понудата и побарувачката, дека нагорниот тренд ќе расте. Понудата сега е многу поголема од минатата година. Може да видите, например, во општините што имаат големи трансакцијски активности, се атрактивни за купувина, како општина Центар, например, ќе видите дека има една градежна експанзија, така да на издадени одобренија на градба и на станови кои почнале да се градат. Очекувањата се дека цените на недвижностите ќе се стабилизираат, но на кое ниво ќе зависи од побарувачката на станови. Само во првите 3 месеци од годинава за купување на станови се потрошени 275 милиони евра, а направени се закупи во износ од 1,1 милиони евра. Сексуалната злоупотреба врз малолетници е во пораст, процени и народниот правобранител. Процесите за педофилите се тешки, мачни и се водат зад затворени врати, а не секогаш правдата е задоволена. Нема конкретен сторител на профил на сторител на вакво кривично дело. Може да биде близок, може да биде непознат. Жителите на Виница попладнево излегуваат на улиците во знак на сеќавање и поддршка, каде ќе се одржи 43-тиот марш за ангелите посветен на 63-те жртви од трагедијата во Кочани. Маршот започна од плоштадот Ангел Винички, пошто учесниците ќе се движат низ градските улици, испраќајќи порака дека болката и споменот за загинатите не смеа да бидат заборавени. Организаторите и учесниците посочуваат дека маршот представува символ на солидарност со семејствата кои и натаму се справуваат со последиците од трагедијата, но и потсетник дека јавноста очекува целосна одговорност и конкретни промени. На претходниот марш што се одржа во Кочани беше нагласено дека барањата не се однесуваат само на правда за жртвите, туку и на системски мерки што ќе спречат слични трагедии во иднина. Сексуалната злоупотреба врз малолетници е во пораст, процени и народниот правобранител. Процесите за педофилите се тешки, мачни и се водат зад затворени врати. А не секогаш правдата е задоволена. Ниту една жртва до сега не добила одштета. На оваа тема за Телма сторија интервју даде обвинителката од Скопското јавно обвинителство Ана Слатинец Нестороска. Телма сторијата ја емитуваме веднаш по овие вести. Колку родителите соработуваат во овие ситуации? Колку се исплашени токму од таа јавност која што може да му се случи? Нормално е дека како родителите се исплашени, бидејќи прво што она што нив ги погодува, прво е настанот што му се случил на самото дете, зашто него му се случил како тоа дете ќе продолжи да живее. Меѓутоа, претпоставувам дека кај нив постои тој страв дали ќе биде тоа јавно изложено, дали како ќе продолжи да оди во школа, што ќе му се случи со другарчињата, дали ќе го има на интернет. Сега имаме ние социјални медиуми каде што се презентира. И има кај родителите доза на загриженост како животот на нивното дете ќе продолжи откако тоа ќе го даде исказот, откако ќе заврши постапката, бидејќи секој родител нормално го сака најдоброто за своето дете и сака тоа дете во иднина да продолжи да расте во здрава средина каде што никој нема да го гледа. Ете тоа беше на вести, ете тоа беше на интернет, го гледавме на Facebook и слично. Кој е најчест сторител кој што може да биде на ваквите дела кои што се од сексуално насилство врз малолетници? Сме слушнале многу примери, но што е она што во пракса најчесто се случува? Нема конкретен сторител на профил на сторител на вакво кривично дело. Може да биде близок, може да биде непознато лице, значи немаме
точно профил, па да, најчесто се случува од тие и тие, па прво ако се случи некакво дело, треба да се бара сторител од меѓу тие луѓе. Значи може да биде било кој профил на сторител. По убиството на 31-годишната жена во Битола, експерти и граѓански организации предупредуваат дека зад ваквите трагедии стојат години институционални пропусти, ненавремено реагирање и слаб систем на заштита на жртвите од семејното насилство. Темата е на Емилија Мисилиевски. Фемицидот што ја потресе Битола е петти случај на убиство на жена поврзан со семејно насилство во Македонија од почетокот на годинава. Според експертите, зад ваквите трагедии стојат години неефикасен систем, недоволна превенција и институционално непостапување. Јас мислам дека ова е последица. Последица од долго време непостапување како што треба. Последица од непреземањето навреме на нашите обврски, неменувањето на законските решенија, невоспоставување, затоа што една ластовичка не чини пролет. Јас и уште неколку што се занимаваме со ова материја дадовме многу сугестии, дадовме многу препораки, меѓутоа институциите не го сватија проблемот сериозно и ова е последица. Сега мораме да се зафатиме сериозно со проблемот и трагедијата е во тоа што се зафаќаме од како ќе настани проблемот. Според неа, неопходни се суштински промени во начинот на кој институциите се справуваат со семејното насилство, како и воспоставување функционален систем за превенција, координација и контрола. Како прво ние треба да имаме национална стратегија, која за волја на вистината немаме од 2023 година. Треба да имаме национална стратегија, треба да имаме јасни упатства на институциите и препораки, но и насоки и правилници. И систем на контрола. Дали сето тоа се спроведува? За убиството на 31-годишната жена, мајка на 4 деца, реагираа и од Сдруженијето за развој на ромската заедница Сумнал. Оттаму велат дека фемицидот не смее да се третира како изолиран случај, туку како длабок општествен проблем кој бара итен и координиран одговор. Од Сумнал посочуваат дека и покрај постоењето на законски механизми, во пракса се уште недостасуваат навремена проценка на ризик, ефикасна превенција и соодветна институционална реакција. Град Скопје со месеци не ги исплаќа средствата за печатење книги од проектот Драмскиот превод во креативните индустрии на организацијата Македонски центар за интернационални од Театарски институт при ЮНЕСКО. Иако исплатата од 109.000 денари согласно договорот требало да се реализира до крајот на 2025 година, тоа до сега не е направено. Комуникацијата од градот ја прекинале од почетокот на 2026-та, вели координаторката на проектот, па тимот вклучен во него од сопствени пари го завршил проектот со долгови и без печатење на планираниот тираж. Град Скопје доцни со исплатата на 109.000 денари на организацијата Македонски центар на Интернационалниот театарски институт при ЮНЕСКО. Организацијата лани аплицирала на повикот на градот и биле одобрени пари за печатење книги од проектот Драмскиот превод во креативните индустрии. Тој вклучува 4 објави со преводи на драмски текстови и поезија од автори од регионот. Според раководителката на центарот и координатор на проектот Иванка Апостолова Баскар, согласно договорот, средствата требало да ги добијат до крајот на 2025 година, но тоа до денеска не се случило. А контактот со град Скопје од почетокот на годината запрел, вели таа. Во моментот кога не бевме исплатени на 31 декември 2025 година, престана комуникацијата од 1 јануари па се до денес. Таа праќала мејлови со објаснување и со копија од договорот до одделот за млади и спорт при секторот за јавни дејности на град Скопје, кој што го поддржал проектот, а координаторот на одделот и кажал дека тој ги собрал документите, ги потпишал и посредувал до секторот за јавни дејности, но без успех. Апостолова Баскар се сомнева дека поединци, како и во други институции, ја стопирале постапката за исплата, ставајќи ги документите во фиока, па морала заедно со тимот, вклучен во проектот, да го завршат, плаќајќи нивни пари за печатење, но без предвидениот тираж од 200 примероци.
Не можевме ни во целост да ги отпечатиме од парите, јас ќе ви кажам, ние финансиравме од наш трошок 600, од нашиот буџет личен на организацијата 600 евра, за да можеме дел од книгите да ги испечатиме, да го затвориме проектот, да ги испратиме до покровителите и до дел од авторите, примероците кои што им требаат за портфолио. Другото е на стенд-бај. Се уште не се исплатени дизајнот, преломот, авторските права, уредникот, лекторот на објавите, а имаат и други трошоци. Преводот е покриен со грантови од Словенија и Хрватска, дополнува координаторката на проектот. Градоначалникот Орце Ѓоргиевски вели дека комисија ќе ја провери документацијата и ако законски се постапувало, парите наскоро ќе бидат исплатени. Во наредните неколку дена, откако комисијата ќе утврди дека ние можеме како град Скопје и дека се издржани тие проекти да направиме исплата, секако дека ќе им биде исплатено. Книгите од проектот Драмскиот превод во креативните индустрии беа промовирани на 22 минатиот месец. Изложување на сонце, сончење во солариум, употреба на ризични препарати за кожата. Долг е списокот на лекарите од причините за зголемениот број на пациенти со кожен меланом. Но од друга страна, велат, радува фактот што се повеќе луѓе се проверуваат превентивно. Има и такви кои што прв пат се соочуваат, има и такви кои што во континуитет се ги пратат промените и се информирани. Така што ние сме тука за нив и за да следиме понатамошен тек на развој. Дали се работи за типична промена или за бенигна промена. Ние работиме долго во оваа област. Свесни сме дека последните 20 години доста е крината свеста и луѓето доаѓаат да се прегледаат без никаква причина. Тоа е како да одите на стоматолог кога се уште не ве боли завет. И кога ќе кажеме дека расте бројот на меланома, ама се намалува и возрастната граница, која би била причината за тоа? Тоа се случувањата кои што се нели во природата одговорни, меѓутоа и навиките на младите луѓе, како што се нели солариумите, изложеноста на сонце и ние работиме нели на таа превенција за фотопротекција, да укажеме дека таа протекција започнува од нулта година. Купишта смет, контейнери не достигаат. Градоначалникот на град Скопје ветува нови 2500, но и да стасат стариот проблем со мал број контейнерски позиции останува. Во однос на состојбата со сметот, каде што се уште на некои места може да се забележат полни канти со ѓубре, градоначалникот признава дека има одредени пропусти, но посочи дека актуелното раководство наследило стара механизација и недоволен број возила. Па не би рекол дека баш секаде се полни контейнерите, има одредени пропусти. Ние често пати го говорам тоа, се уште работиме и располагаме со старата механизација која што ја наследивме. Од моментот кога станав градоначалник имавме 16 камиони на располагање, сега бројката се движи околу 60 камиони кои што се функционални, но важно е дека се заврши тендерската постапка и за брзо ќе стигнат околу 40 камиони за градот Скопје. Од друга страна, па недостатокот со контейнерите на микролокациите. Знаете дека има микролокации каде што треба да има 6 контейнери, а во моментов има по еден контейнер. Во финална фаза сме и на постапката за набавка на контейнери. Околу 2600 контейнери треба за 15 до 20 дена од денес да започнат да се испорачуваат за градот Скопје, што значи дека е едно горливо прашање, големо од минатото, го решаваме на ваков начин. Само неколку часа по средбата со кинескиот лидер Си Џинпинг во Пекинг, Доналд Трамп испрати јасна порака Тајван да не прогласува независност од Кина. Трамп предупреди дека таков потек може да предизвика сериозен конфликт и лоши работи. Темата за Тајван била една од главните на самитот помеѓу САД и Кина заедно со трговијата и војната во Иран. И покрај тензиите, аналитичарите оценуваат дека средбата сепак е чекор кон смирување на односите помеѓу двете светски сили. Сонја Петрушевска со извештај. Американскиот председател Доналд Трамп го предупреди Тајван да не прогласува формално независност од Кина. Не барам некој да стане независен, изјави американскиот председател за Fox News само неколку часа по враќањето од неговиот дводневен самит со неговиот кинески колега Си Џинпинг во Пекинг. But it has always been their most important issue. And it's not a takeover. They just don't want to see this place, we'll call it a place because nobody knows how to define it.
but they don't want to see it go independent. They don't want to do it. And I think they probably would do something pretty harsh, and then they would be met harshly, and bad things will happen. So, no, it's not that. We talked, by the way, last night, we talked the whole night about that issue. I think I know more about Taiwan right now than I know about almost any country. Пекинг јасно стави до знаење дека сака позитивен однос, но само ако САД го почитуваат она што Кина го смета за своја црвена линија. Кинескиот председател ја искористи можноста и на свој домашен терен. Упати предупредување до Трамп дека прашањето за Тајван е неважното прашање во односите меѓу Кина и САД и доколку ова прашање не се реши правилно, двете земји би можеле да завршат во конфликт. Како одговор, Доналд Трамп го предупреди Тајван да не прогласува формална независност од Кина. Тој одби да даде директен одговор дали САД ќе го брана Тајван во случај на конфликт, но додаде дека наскоро ќе се донесе одлука за продажба на оружје на Тајван во вредност од 11 милиарди долари, за која рече дека многу детално разговарал со Си. Покрај Тајван, трговските односи и војната во Иран беа клучни теми за време на посетата на Трамп во Пекинг. Иако остана нејасно дали Си обезбеди поддршка за завршување на повеќе месечниот конфликт и дали е постигнат договор за големи трговски договори кои ги ветуваше Трамп дека Кина ќе купува повеќе нафта од САД, авиони и земјоделски производи, заклучокот на аналитичарите е дека со оглед на тоа колку лоши беа односите во последните години, фактот што двајцата лидери си заминаа зборувајќи љубезно еден со друг е доказ за движење кон стабилизација. Самитот сепак не даде јасен знак, иако Трамп изрази надеж дека Си ќе помогне, дека Пекинг е подготвен да изврши притисок врз Техеран. За конфликтот во Иран, Белата куќа само соопшти дека лидерите се согласиле дека Ормудскиот теснец мора да се отвори и дека Иран никогаш не смее да има нуклеарно оружје. Тука е крајот на овие вести, но затоа следат спортските новости со Јана Серафимова. Останете веднаш по рекламите.